Се сложувате ли дека корупцијата во здравството е системска, дека граѓаните едноставно плаќаат прескапо за здравство кое го нарекуваме солидарно? Видете, корупцијата како општествено зло секако дека е присутна во здравството како битен општествен сектор. И од тука и борбата со збивање на истата треба да биде од сите чинители, заради комплексноста на целиот систем, постојат и бројни моменти како причини за појава на корупцијата, меѓутоа битно е во нејзиното сузбивање да се вклучат сите чинители, значи почнувајќи од пациентот, преку медицинскиот персонал, преку управите на болниците, па се до другите сектори. Значи тоа е општествено зло каде што не може само една институција или на пример министерството да ја спроведе борбата, туку мора сите да се вклучуваат преку мерки кои што директно ќе ја намалуваат во смисла на политики, во смисла на закони, одредби, процедури кои што беа спомнати во вашиот прилог, меѓутоа и преку индиректни мерки кои што ќе ги елиминираат причините за појавата на истите. И од тука Министерството во тој правец ги прави и своите напори, да осмислува и да реализира проекти за директно спречување, меѓутоа и за индиректно намалување на елиминирање на причините. Добро, што прави Министерството за да го разби оној нелегален тариф, никако може така да го наречеме, кај некои корумпирани лекари? Значи, од тие директни мерки што би ги спомнал, например, имаме неколку такви. Например, отворената телефонска линија, граѓанскиот дневник, отворените денови во Министерството, контактот постојаниот со здруженијата на пациентите, кои што пак се на некој начин гласноговорник на пациентите, за да можат постојано да не информираат нас како институција надлежна за креирање на политиките, меѓутоа и останатите надлежни институции за појава на такви феномени, како што е посебно делот на една форма на корупција, тоа е подкупот или митото во здравствените установи, за да може потоа да се превземаат мерки. Ние превземавме и други проекти, например, воведовме видеомониторинг во јавните здравствени установи, кој што иако беше критикуван од одредени политички кругови покрај тоа што беше спроведен целосно според Законот за заштита на податоците и за приватноста на пациентите, беше осмислена и се реализира како мерка за директен мониторинг на јавните здравствени установи во делот на борбата против корупцијата. Се воведе врзаниот подпис на менаџерите во јавните здравствени установи. Сега се воведува трезорскиот систем за мониторинг на дневното движење на парите во јавните здравствени установи. Во делот на тие индиректни мерки, односно елиминирање на причините за појава на корупција, секако е подобрување на условите во здравството. Носење на нова медицинска опрема ќе го подобри квалитетот, ќе ги скрати листите на чекање, кои што исто така се некогаш и причина, односно за корупција во здравството. Ќе поразговараме повеќе за инвестициите подоцна. Дали се сложувате дека е голем простор за злоупотреба на пациентите кога се препраќаат од државно на приватно лекување? Дали тоа е еден вид индиректна корупција, можеби? Се разбира дека се злоупотребува, значи кога не се почитуваат правилата и процедурите кои што се воспоставени, ние дозволивме да лекарите имаат право на дополнителна дејност и во јавните здравствени установи, со цел и пациентите кои што имаат, кои што покажуваат желба да бираат кој лекар ќе ги третира и термин кога ќе се даде таа медицинска услуга, за да тоа го платат. Меѓутоа и да им се даде дополнителен извор на лекарите, легален извор за финансиски средства, и тука, значи, корупцијата се јавува како резултат на злоупотреба на процедурите, а не на непостоење на систем или механизми за спречување. Меѓутоа се разбира, ние сега воведуваме нов модел на дополнителна дејност, токму заради таа злоупотреба на првичната варијанта, каде што ќе се создадат механизми за контрола и спречување на таквата злоупотреба. Во ред, пред да продолжиме со разговорот, одиме со една кратка анкета што мислат граѓаните на оваа тема. Има корупција во здравството? Како не, има 100% сигурно. Лично сте се соочиле? Не лично, ама од случки околу мене, да. Без тоа не може да иде здравство. Па тоа било и ќе биде. Тоа 100%. Не корупција, нема никако. 6 месеца чекаме за магнет. Резонанца, доваѓаме сега, апаратот да сипаме. Треба да чекаме 6 месеца. Дали такво нешто ви е достапно приватно, да речеме, да го платите? Па не ги
Не ги враќаат парите. Не ги признават, има приведно. 10.000 магнетен резонанс. Прво, јас сум вработен во здравството. Не сметам дека има корупција. Значи, не сметам. Него нека помислат малку да се позаинтересираат за ова клиника овде, за ова државна болница, што комплетно се распаѓа. Корупцијата ќе се реши на многу подруг начин. Значи, не треба да навлегуваме во тоа дали има корупција или нема корупција. Него системот е многу погрешно поставен. Ако нема корупција, се не заврши. Дали ви е скапо здравство? Со плави картони не. Али лековите се многу скапи што не се наоѓаат на... У аптека не можеш на рецепта да ги најдеш. Седи ако имаш некој некаде и... Доволни ли сте колку сте ефикасни институциите, брзо ли ве примаат, брзо или треба да чекате? Јас чекам, имав можда не уде, чекав 6 месеци чекав овдека за закажање, за снимање само за пред. И не отидо више, нема здравство.